Целта е многу јасна. Има повеќе причини. Главната причина е аболицијата, иницијалната каписла, како тргна до тоа да повторно се собира дом, а тоа е аболицијата на двајцата докажани виновници за оваа политичка криза во која што е сега Македонија, а тоа се Зоран Заев и Зоран Верушевски, тоа е број 1. Број 2, да испратиме јасна порака до и македонската и меѓународната јавност дека македонскиот народ му е јасна политичката криза, свесен е кој има предизвикано таа политичка криза и уште најважното, а тоа е дека единствен излез од оваа политичка криза е избори на 5 јуни. Од тука, затоа што гледаме дека кај Зоран Заев и кај СДСМ постои расположение да не излегуваат на избори, ние сакаме јасна порака да испратиме и до него, конечно, да види дека македонскиот народ му е дојдено преку глава и дека сака оваа политичка криза да ја расчисти со избори на 5 јуни. Така, вие споменавте дека е прочистен избирачкиот список, дека има услови за избори на 5 јуни, така ли? Јас за волја на вистина да, во говорот кажав, сега не. Тоа е, претпоставувам, и цела македонска јавност ја знае одлуката на Државната изборна комисија, а тоа е дека оној фамозен избирачки список кој што имаше 500.000 фантоми, па имаше 200.000 фантоми, па не знам колку илјади фантоми, излезе дека нема фантоми, дека македонецот си е жив, дека тоа се луѓе кои што имаат своја лична карта или пасош легитимно и дека едноставно сето тоа било само изговори од страна на СДСМ, со силна подршка од Соросовите платеници и медиуми за правење на алиби како да не излезат на избори. Зошто тоа го прават, претпоставувам и тоа е јасно веќе на секого. Тоа се оние рейтинзи кои што ги имаат на 2, на 3 пати помали од партијата, а веќе за лидерите да не зборуваме. Мислам дека Груевски има 5 или 6 пати повисок рейтинг од оној што го има Зоран Заев.